Сега на Бобикова ќе вклучите протестното писмо, што ќе го патиме бугарската амбасада да се врачи. Сега ќе го прочитам протестното писмо до амбасада на Република Бугарија во Република Македонија од македонскиот народ. Протестно писмо за отфрлање на непринципиелните геноцидни антимакедонски политики и ништовни договори и непризнавање на се што произлегува од истите. Нашето обраќање со ова протестно писмо не е насочено и не се однесува на бугарскиот народ и неговата земја, туку е упатено до официјална Софија и државната бугарска политика, која континуирано спроведува непринципиелни, антимакедонски и геноцидни политики и дејства врз македонскиот народ и неговата земја и матична држава Република Македонија. Тоа е особено сега видливо и од најновиот момент на таа геноцидна политика, преточена во државниот официјален став на Република Бугарија во Декларацијата за Македонија и Албанија за преговори за членство во ЕУ. Не знаеме што е поцрно, дали геноцидот извршен врз нас во минатото или овој во сегашноста, но сигурно е дека и двата се извршени врз срамни маси и срамни договори и фашистичка окупација. 1913 Букурешки договор, 1941-44 Втора светска војна, 2017 договорот за пријателство, добрососедство и соработка Заев-Борисов. И денес, на 11 октомври, ние, македонскиот народ, суверени, носителите и бранителите на државниот суверенитет на Република Македонија, кои континуирано ги отфрламе геноцидните антимакедонски политики, ништовните договори и одлуки на инсталираната нелегитимна, ненародна, велепредавничка геноцидна власт на чело со велепредавникот Зоран Заев, тргнавме од нашата слободна територија Македонија пред собранието на Република Македонија со протестен марш до вашата амбасада во Република Македонија, како израз на осуда, отфрлање и непризнавање на непринципиелните геноцидни антимакедонски политики и срамни геноцидно-окупаторски договори и одлуки на официјална Бугарија спрема македонскиот народ и македонската држава, непризнавањето, фалсификувањето, бришењето и крадењето на македонската историја и идентитет и светлите македонски имиња и историски датуми и придобивки, од кои еден е 11 октомври, денот на антифашистичкото востание и народно-слободителната борба на македонскиот народ против фашистичките окупатори, на чија страна се приклучи и Бугарија. Со ова протестно писмо ви известуваме дека македонскиот народ не и даде легитимитет на власта, ниту на парламентот да донесува и да подпишува невалидни, велепредавнички и ништовни одлуки и договори со која било држава, кои се противуставни и недозволени, ништовни според меѓународното право, ниту да прави уставни промени врз неуспешниот геноциден референдум од 30 септември 2018 година, кога македонскиот народ каже 3 пати не на Северна, на ЕУ и НАТО. Исто така, договорот со Република Бугарија од 2017 година е ништовен и против волјата на македонскиот народ. Во овој момент, во услови на нелегитимна октруирана власт, единствен легитимен суверен во Република Македонија е македонскиот народ, со кого треба да соработуваат сите други народи, држави и власти. Без почитување на волјата на македонскиот народ,
народ и од натрешната, и од надворешни власти, фактори и субјекти во соработката и секаков промет, правен, стопански, трговски меѓу државите и народите. Никој не смее да одлучува за македонскиот народ, македонската држава и сите македонски атрибути. Уште повеќе, не смее да води антидипломатија во однос на се што е македонско, со мешање во внатрешните работи, геноцидни пропаганди, лобирање и делување. Ете, за жал, во 21. век, кога свеста и совеста на човештвото, на владите во светот треба да бидат на највисоко ниво и во интерес на слободата, мирот и вистинското пријателство, меѓусебно почитување и уважување и соработка меѓу народите и државите, нам, на македонскиот народ, ни се случува отворена закана по нашиот опстој и од страна на нашиот сосед Бугарија, со бришање на македонскиот народ и неговата историја и сите негови македонски вредности и придобивки. Го повикуваме амбасадорот на Република Бугарија во Република Македонија, господин Ангел Ангелов, јавно да му се извини на македонскиот народ за овие отворени, недозволени, непринципиелни однесувања, омаловажувања, негирање на македонскиот народ, македонскиот јазик, македонската држава Република Македонија и особено на македонското малцинство во Република Бугарија, кое е непризнаено и претопено во бугари. Доколку не го стори тоа во рок од 24 часа, ние, македонскиот народ, ќе го прогласиме за персона нон грата. Ви даваме на знаење дека никој не смее да го затвора македонското прашање без македонскиот народ и неговата волја. Никој! Во чиј интерес треба да бидат сите одлуки кои се однесуваат на неговиот опстој и на неговата држава. И дека сите такви обиди нема да успеат. И македонскиот народ и македонската народна власт конечно ќе им суди на сите кои го прекршиле за гарантираното право на македонскиот народ и на државата Македонија. Го повикуваме амбасадорот на Република Бугарија во Република Македонија, господин Ангел Ангелов, најпрво да се извини за геноцидот на Бугарија врз македонскиот народ, за да може потоа да се соработува на пријателска база и меѓусебно признавање и почитување. Ичне ли треба, што ќе ми е? Денеска пријателството да се докаже. Каде е да се извини? Откако вие и сите други кои здружено делувате и ги спроведувате прикриените геноцидни политики и дејства врз македонскиот народ и Македонија, не се извините и не го признаете тоа најголемо злосторство против човештвото преку утврдена меѓународна постапка, нема да има никакво помирување и прифаќање на сомнителни, геноцидни, ништовни договори и одлуки. Само надвор од Македонија во тој Без тој услов на македонскиот народ, кој е се уште жив и суверен, и да сакате, не можете да го затворите вашето геноцидно поглавје во севкупната човечка цивилизација и историја. Таа црна геноцидна јама, гроб за македонците, ќе ви изјае со сета своја челуст и ќе зјапа во вас како вечен паметник за вашите недела и придобивки под наводници и дамоклов меч врз вашите глави. 11 октомври 2019 година од македонскиот народ.